е задоволен од Охрид, од убавините на Охрид и дека повторно ќе дојде во Охрид и дека колку што може ќе му помогне на охриѓаните. Ви благодариме многу за јавувањето. Сега ќе му преведеме најпрво на нашиот драг гостин, па ќе ви одговориме. Ohriye geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Size bildiğimiz gibi siz dünyada en tanınmış medyumlardan birisiniz. Onu herkes biliyor. Bütün dünya da sizleri tanıyor. Yine de Ohriye geldiğiniz için çok teşekkür ediyor. Yine sizleri bekliyor. Umarım Ohri'yi beğenmişsiniz. Ohri'nin güzelliklerini, her şeyini size yine teşekkür ediyorum. Okey. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızı Alexander Petreski buradan saygıyla, sevgiyle anıyorum. Önce sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Tanışma fırsatım oldu. Benim için çok değerli bir insandır. Најпрво сакам да ве поздравам од студиото на ТВМ. Јас многу ве засакав, за мене сте многу ценети. Ohri'yi çok beğendim. Bu ikinci gelişim. Охрид е многу убав, ова ми е второ доаѓање во Охрид. Başka yerlerden de beni çağırdılar, burada kal. Başka şehirlerden de istediler burada kal diye. Ama ben Ohri'yi çok beğendiğim için, çok böyle keyif aldığım için, pozitif insanlar olduğu için, ki biliyorum ki bütün hepsinin Makedonya'nın insanları pozitiftir. Имав покани од други градови да представам кај нив, ама јас пошто доаѓам втор пат, Охрид многу го засакав. Гледам дека охриѓани се позитивни личности и затоа прифатив да бидам повтор пат гостин во Охрид. Benim büyüğüm olduğu için, kendisinin aradığı için ona çok teşekkürler ediyorum. Јас најпрво многу ви се заблагодарувам што ми се јавивте. Ellerinden öpüyorum. Ви ги бацувам рацете. Çok değerli bir insandır Ohri'de. Многу ценет човек е во Охрид. Herkes ona kasabanın babası diyor. Секој вели дека сте татко на градот. Benim de kaldığım kasaba Ohri olduğu için. И бидејќи мојот престој е во Охрид. Demek benim de babam sayılıyor artık. Значи исто така вие сте ми татко и мене. Ви благодариме уште еднаш на сите што се јавивте досега и на нашиот градоначалник Александар Петревски. Продолжуваме понатака. Јас мислам дека имаме повторно гледач на линија, па да го вклучиме. Значи, уште еднаш јас да подсетам додека да се воспостави линијата, дека господинот Мустафа Кълъч, значи, бара од вас име на... Да, добар ден, повелете. Добар ден. Значи, процедурата ја знаете, треба да кажете име на мајката, ваше име, датум на раѓање, повелете. Така, име Вера. Вера. Мајка Добрила. Анне Добрила. Doğum tarihi. 22. 22. 11. 11. 1975. 1975. Medeni durum. Брачен статус? Омажена. Hvala. Okey. Bizi dinliyorlar değil mi? Ya, Yani hattan düşüyor. Arayan hattan düşüyor mu yoksa hatta mı? şimdi düştü şu anda. Ha, okey. Yalnız kişiler hatta kalırsa anlaşabiliriz. Yoksa bu şekilde anlaşamayız. Hatta kalsın o zaman diğer araya. Tabii ben bittikten sonra söylerim hattan alın diye. Ben şimdi ona soru soracağım, soru soramayacağım. Bu yüzden o kişiye şunu söyleyeceğim sadece. Reji için söyledim bu söylenenleri. Tercüme et istersen. Значи вака, господинот Мустафа Кълъч ве моли, ги моли нашите гледачи кои што се јавуваат на нашиот студиски телефон да останат до крај, значи до крај на разговорот, затоа што, како што беше сега случајот со госпоја Вера, за жал таа ја спушти слушалката, што значи дека тука не остави многу простор за разговор. Господинот Мустафа Кълъч сакаше да ја праша уште нешто, во овој случај тој нема да одговори на прашањето. За жал,
обидете се повторно да воспоставите контакт и да се јавите, па можеби ќе успеете да се Окей. разберете. Tamam? Şimdi bu arkadaşımız için telefonu düşen arkadaşımız için şunları söyleyeceğim. Bir takım evliliğinde sorunlar var. Bu sorunları çözdürmek için normalde aslında beni aramış. Ben burada gördüm. O yüzden soru soramıyorum şimdi. По овие податоци јас видов дека имате проблеми во бракот, но бидејќи днес сте на линија, не можам повеќе да ве прашам праши. Bu sorunları çözülmesi için tabii ki bana gelmesi gerekir ki yoksa bu sorunlarla evliliği de bitecek. Поради овие проблеми морате да ме побарате мене, бидејќи може да ви се растури бракот. Bana geldiğinde danışmalarımıza geldikleri zaman bana yönlendireceklerdir. Ben de ona yardımcı olacağım. Доколку дојдете кај мене, моите советници ќе ве консултираат и ќе ве упатат за проблем. Окей. Продолжуваме понатака, имаме гледач на линија. Екатерина? Само ќе ве замолам уште еднаш затоа што во студио не ве слушавме. Добар ден, повелете. Име Екатерина? Катеринада, мисли, Мајка Мери? Анне Мери, Окей. Родена на 25.9.1988. 25 Eylül 1988, Статус немаđena. evli değil. Okey. Ќе останете на линија, ве молам само. Telefonda kalsın. Söyle. Kısmetinde devamlı sorun görüyorum. Гледам проблеми во вашата среќа, Evlilikle alakalı. во врска со бракот. Kimle görüşse devamı hiç gelmiyor. Значи со кого да се видите немат продолжеток. Bu konuda şikayetçi hayatında. Значи во на оваа тема сте вие имате проблем. Doğru mu bunlar? Дали е вистина ова? Да. Evet. Demektir ki bu çok büyük bir problem haline gelmiş. Значи ова е дојдено до еден голем проблем. Kısmetinde sorun vardı. Kapalıdır büyük bir ihtimal. Затворена ви е среќата. Ben de zaten onlar için gelmişim. Значи јас овдека сум за вас. Elimden gelen yardımı yapacağım. Све што можам од моја страна ќе ви помогнам. O da iletişim numaralarımızdan randevu almaya çalışsın. Значи ќе ве молам од моите телефонски броеви да закажете средба. Detaylı yardım oradan vereceğim. Значи од тука можам да ви дадам подетални информации и помош. Окей. Многу ви благодарам. Ви благодариме и вас на јавувањето. Го очекуваме следниот гледач. Немаме само еден момент, значи имаме или немаме гледач. Ако нема гледач на линија, тогаш ќе продолжиме со уште едно прашање. Ало? Да, имаме. Добар ден, повелете, ве молам вашето име, името на вашата мајка и датум на раѓање. Сабухана? Мајка? Сабухана? Мајката уште еднаш да чуеме. Јулица. Датум? 1984. 1980. Мајчина сум. Евли? Ден на раѓање и месец? 27.8. 27 Ağustos. 1984. Okey. 8.27. Okey. Evli. Her şeyi net konuşuyor mu? Onu söyleyeyim önce. Net, açık. Bayanı. Значи дали зборувате све отворено? Да, да. Yoksa kendisi gelmek ister de öyle mi söyleyeyim? Но дали сакате да се видите, да дојдете? Не, нека кажи све. Сојли. Okey. Şimdi kocasıyla çok büyük problemleri olan bir bayan. Значи имате големи проблеми со вашиот сопруг. 8.27.1984. Bunun dışında şunu söyleyeceğim. Hayatından hiç memnun değil. Сакам ова да го кажам дека не сте воопшто задоволни од вашиот живот. Bir takım sorunlarını kendisi çözülmesini istiyor. Некои проблеми вие сакате да се решат. Bu problemlerinin fazla olduğunu düşündüğü için
Бидејќи мислите дека овие проблеми ви се многу, Maddi manevi sıkıntı yaşadığı için исто така имате проблеми со финансиска страна, bunların düzelmesi için destek istiyor. значи за подобрување на ова вие барате помош. Okey. Eğer tabii ki destek isterse o da diğer arkadaşlarımız gibi ücretsiz danışmanlarımızı arayarak da benden destek alabilirler. Доколку сакате помош, како и сите други гледачи, пријатели, можете слободно на телефонските броеви да ми се јавите и значи да ги добиете потребните информации и потребната помош. Окей. Благодариме за јавувањето. Режија, дали ние имаме гледач или да продолжиме со разговорот од студиото? Значи немаме гледач. Господине Мустафа, кажавте дека сте биле во многу земји, сте присуствувале и сте гостувале, значи на многу странски телевизии. Меѓутоа, дали со некои од раководителите или со истакнати представници на тие земји сте имале средби? Ме интересира колкав е интересот, да речеме, на тие луѓе кои што се на функција, колку тие се интересираат за ова, ве прашуваат за нивниот живот, за нивните проблеми, можеби за нивната иднина. Söylediğiniz gibi siz çok ülkelere gidip gezmişsinizdir. Aynı zamanda da çok televizyonlara çıkmışsınızdır. İşte gittiğiniz ülkelerde bazı büyük insanlarla görüşmeler olmuş mu? Onların tepkileri nasıl? Onlar sizden yardım, destek aramışlar mı? Onu bilmek istedim. Evet. Tek bir cümleyle hepsine cevap vermek istiyorum. Значи, сакам само со една реченица на сите прашања да ви одговорам. Yaşamış olduğum ülkelerin, gitmiş olduğum ülkelerin bütün devlet büyükleri ile görüşmüşümdür ve hepsine de yardımım olmuştur. Сум имал средба со сите високи функционери во сите држави што сум ги посетувал и на сите им сум помогнал на некој начин. Tabii ki onların devletleri aralarındaki sorunları vardır. Devletler arasında da sorun yaşanıyor insanlar gibi. Значи и тие имаат некои проблеми и меѓу проблемите се проблем околу земјите. Ben de elimden geldiği kadar Allah'ın izniyle yardım etmişimdir. Значи и јас колку што можам со помош на Господа сум им помогнал на тие држави или функционери на тие држави. Devletlerde sorun olmazsa tabii halkımıza da yansımaz. Ако во земјите нема проблем, значи ќе немаат проблеми народот. Bu yüzden sorunsuz devlet de olmaz, insan da olmaz. Поради тоа, значи немаат земја без проблеми, а исто така и човек без проблеми. Okay. Токму затоа сте вие тука, значи одиме понатака со јавувањето од гледачите, значи да помогнеме уште на некого. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, добар ден, во програма сте. Добар ден. Ме интересира за моето дете. Кажете ни прво, значи, име на вашата мајка, Мајката сум јас, Драгица. Добро, на вашата мајка име На мојата мајка Благуна. Анеаде Благуна. и датум на ваше раѓање На моето раѓање е 1.10.1952. и уште, значи, брачен статус, дали сте мажени? Било Кузелики. Молам? Дојца. 1952. Домица сум. Разбравме, да, ви благодарам, да. Бошалмиш. Boşanmış. Yok, Починете на... ya kocası eşi ölmüş. Aynen. Ne diyorsunuz? Okey, Ha, okey. aynen gel. Okey. Şunu tavsiye edeceğim. İyi dinlesin. Значи ќе ви молам послушајте ова, ќе ви го препорачам. Yakın dostları ona 4-5 yıldan bu yana Вашите најблиски пријатели имаат 4-5 години. her türlü kapıları kapatmış. Значи ви ги имаат затворено сите врати. Bundan yine çok şikayetçi. Значи ова ви е голем проблем. Doğru mu? Дали е вистина? Значите 4 брати?
Последните 4-5 години вашите пријатели ги има затворено сите врати према вас. Да. Добро. Ние сакаме.